продолжиме со изучувањето на посланието до Ефесијаните. Пеевме една песна во која се вели дека не сакаме ништо повеќе, за мене нема ништо подобро од тоа да го знаеме Исус, да те знам тебе Исусе, да те познавам тебе, тоа е најдобро. И навистина тоа е најдобро. Познавањето на Бог е најважната работа за верниот човек. Еден од класичните христијански автори, современи, Тозер, е познат со неговата книга, која веќе е класика, Познавањето на светиот Бог. И во таа книга, на почетокот, во уводниот дел, не поставува, туку дава една провокативна изјава во која што вели: првата помисла што ќе ни дојде во умот кога мислиме на Бог, е тоа неважното за нас. Тоа покажува што ни е најважно. И затоа важно е да го познаваме Бог за најважното нешто да биде вистинското нешто. И во таа книга понатаму Тозер вели: поради таа причина во нас има копнеш кој постојано не поттикнува, воден од невидливиот закон на душата, тој копнеш постојано не поттикнува да се доближуваме се повеќе кон Божиот образ или кон познавањето на Бог. Многу е важно и тоа е големата потреба на верниот човек, на христијанинот, да го познава Бог, постојано да расте во познавањето на Бог. И самиот Господ Исус, кога се молеше во неговата најдолго запишана и најпозната, може да кажеме, проповед во Јован 17 глава, во еден момент вели: а животот вечен е тоа, да те познаваат тебе, единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Тоа е вечниот живот, да го познаваме Бог. И секој што верува во Бог преку Исус Христос, го познава Бог. Но познавањето на Бог не е нешто статично, не е нешто што доаѓа еднократно и останува во нас. Тоа е нешто живо, таа е жива категорија. Ние растеме постојано во познавањето на Бог. И треба да растеме. Апостол Павле, кога веќе бил повеќе од 25 години во верата, и дел од песната што ја пеевме е инспириран од него, од текст запишан во посланието до Ефесијаните 3 глава. Тој таму вели дека не смета, дека успеал, дека стигнал до познавање на Бог. И се стреми уште повеќе да го познава, се стреми да го познава повеќе подлабоко. И тоа го кажува не човек кој го мрзи, кој го мрзело да расте во верата во Бог и во познавањето, тоа го пише човек кој за тие 25 години ги напишал повеќето од посланијата повеќето од посланијата во Новиот Завет. И тој после такво искуство вели: уште не го познавам, но се стремам да го запознавам, дури и во страдањата, во маките, како што пеевме во песната. И тој стремеш, или таа цел да го познаваме Бог повеќе, ја откриваме и во овој текст што во продолжение, нели, го изучуваме од посланието на Ефесијаните. Тоа е една од главните теми во тој текст. Тоа е една молитва на апостол Павле, во која се моли за читателите Бог да им даде дух на мудрост и да го спознаат Бог и светиот татко на нашиот Господ Исус Христос. Ова молитва следи, малку подсетување, после она долга реченица. Во оригиналниот текст, граматиката, конструкцијата, една долга реченица, непрекината мисла. Во нашиот превод има многу точки, многу запирки, но тоа што е запишено од 1 до 14 стих е една долга мисла, реченица. Во неа апостол Павле ни ги дава основните вистини на кои што ние крепиме нашата вера. И откако изложува еден таков, да кажеме, теолошки дел во посланието, продолжува со молитва. Гледаме како на убав начин апостол Павле го поврзува учењето, христијанското учење, со молитвата. Откако ни објаснува тешка теологија за работата на Бог во спасението, Божиото дело за спасение, тој се моли, продолжува со молитва.
Християните сега Бог да им помогне, да им дадат дух, да растат во познавањето. И ќе видиме понатаму и тоа спознавање на Бог да не е само во умот, како некакво учење, туку тоа спознавање да биде и во срцето. Да се просветат очите на нивните срце. Самата фраза со која што започнува овој текст, ете затоа и јас. Всушност прави логична врска меѓу сето она што е напишано во првите 14 стиха и тоа што следи понатаму. Како што кажавме, првите 14 стиха е објаснување на богатствата што ги имаме во Христос. Апостол Павле пише, почнува од 3-тиот, 4-тиот стих, дека во Христос имаме благослови, небесни богатства, духовни благослови на небесата. Представена е работата или действото на Отецот кој не избра, предодреди да бидеме свети и непорочни, за да бидеме посвоени, да станеме дел од неговото семејство. Тој план кој Бог го има уште пред создавањето на светот. Ние сме били во мислата, во срцето на Бог, во неговата желба да бидеме негови. Уште пред да постои било што. Тој план се реализира преку жртвата на Господ Исус Христос, кој не откупи од гревот, не ослободи, за да живееме со сознанието дека сме прифатени од Бог во неговата љубов и добрина. Ни откри Божјата мистерија, Божјиот план за новото создание и ни ја даде сигурноста дека сме запечатени со Светиот Дух за спасение. Ние сме запечатени, нашите богатства се осигурани, во Светиот Дух ние имаме откуп за нашето посвојување, за посинувањето од Бог. Една сигурна гаранција во нашето спасение. И откако го објаснува сето тоа во тие први 14 стиха, апостол Павле се моли. Се моли сите тие вистини да станат живи. Светиот Дух да ги соживи во животот на христијаните, не само во умот, туку и во срцата, да го познаат, да ги познаат тие вистини, да ги спознаат и да го спознаат самиот Бог, Светиот Бог. Апостол Павле се моли. Тој не пишува само учење. Тој не ги поучува само учениците, туку и се моли. И тоа треба да не предизвика и нас. За важноста на молитвата во животот, важноста од молитвениот живот и зашто да се молиме. Апостол Павле се моли читателите, верниците во Ефес, околината, во Мала Азија, да го спознаат Светиот Бог, да го познаат Бог уште повеќе, да го спознаат. Библиските вистини да ги спознаат подлабоко и појасно. И ние се молиме. И обично нашите молитви се поврзани со некакви потреби. Ние се молиме Бог да ни даде здраве, кога сме болни, да ни излекува. Се молиме финансиски да бидеме помогнати. Се молиме да најдеме работа, оние што немаат работа. Се молиме оние што немаат брачен партнер, Господ да им даде брачен партнер. И тие потреби се важни и треба да се молиме. Меѓутоа, најважното е да го познаваме Бог се појасно, се подлабоко, да растеме во познавањето на Бог. Откако им објаснува многу работи за спасението, апостол Павле се моли да го разберат спасението, да разберат работата на Бог, да го разберат и да го спознаат уште појасно самиот Бог. И кон тоа треба да биде насочен нашиот молитвен живот. Да се молиме да го познаваме Бог појасно, да се преобразуваме во познавањето на Бог според неговиот образ, во неговата слава. Велиме дека христијанството е лично општење со Бог. И навистина е така. Христијанството е општење со Бог. Меѓутоа, општењето со Бог, како секој друго општење, бара активно залагање, бара работа. Во градењето на односи не постои некој автопилот кој може да го вклучиме и тој
да ги движи нештата напред. Пилотите во авионите, кога ќе окренат авионот, кога ќе ги постават координатите, пуштаат автопилот и автопилотот го води авионот. Не постои автопилот во градење на односи. Ние ќе започнеме, ќе поставиме основа и ќе ги препуштиме нештата по инерција. Ако ги оставиме така, односите почнуваат да се ладат, луѓето се оттуѓуваат. Така се градат сите односи, така се градат односите во бракот, така се градат односите во црквата, така се градат односите на работа, така се градат и односите со Бог. Може многу лесно да се случи првата љубов што ја имаме во Бог да залади, да ја загубиме, ако не градиме општене, заедништво со Бог. А општењето со Бог, заедништвото е во молитвата. И апостол Павле овдека во овој многу, така да кажеме, помалку и сув доктринален дел внесува свежина преку оваа молитва. Го оживува сето тоа што го запишува, молејќи се за верниците на кои што им пишува. Бог да ни даде мудрост и откровение да го спознаеме. Тоа е почетокот, основното во молитвата. Кажеме некои општи работи и ќе продолжиме, ведејќи многу важна и наредниот пат ќе кажеме кои се некои од целите во таа молитва. На почетокот на молитвата апостол Павле кажува за прв пат нешто за читателите. Тој не е многу интимен во тоа послание. Нема многу лични нешта кои ги кажува за читателите. Не спомнува имиња, не праќа лични поздрави како во другите посланија. И тоа е едно од аргументите заради кои можеме да кажеме дека ова е циркуларно послание. Не е напишано до конкретна црква, до конкретни верници. Тој чул, вели овдека, слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите светии. Има послание во кое што вели знам, ја знам вашата љубов, ги знам вашите дела. Овдека вели само слушнав за вашата вера и љубовта кон сите светии. И тоа е многу силно нешто. Апостол Павле е во Рим, а луѓето на кои што пишува живеат во Мала Азија. Нивната вера е толку силна што гласот се слуша дури во Рим, стигнува дури до ушите на апостол Павле во Рим. Со сигурност овие христијани поверувале во Бог, се одрекле од идолите на кои се поклонувале, се посветиле да живеат во живот во вера во Исус Христос. Но има нешто што апостол Павле му дава за право да биде сигурен во нивната вера. Тој не се сомнева воопшто. Слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите свети. Љубовта е индикаторот за вистинската вера. Вистинската вера се покажува во љубовта. Ако верата не создава личности во нас кои љубат повеќе, тоа значи дека нешто не е во ред со нашата вера. Може би има многу во главите, но срцата останале недопрени. На Фейсбук видов една слика, мислам кај Викторио беше, за еден човек кој чита книга за тоа како да докажува теолошки аргументи, поминува покрај гладни деца и пишува: ако ти правилно рецитираш теолошки вистини, а немаш љубов, тоа значи дека твоето срце останало недопрено. Мислам дека така ли беше? Викторио заборавил што ставил. Но е вистина, нели? Вистина е. Така е. Јаков во некои евангелски христијани гледат малку така скептично на Јаков, зашто тој пишува за делата во 2 глава. Вели дека луѓето се спасуваат не само преку вера, туку и преку дела. Но не смееме да забораваме кој е целиот контекст на 2 глава. Христијаните, тоа гледаме на почетокот на 2 глава на Јаков, на посланието,
правиле дискриминација во црква. И во 8 стих тој им говори, а ако го држите, ако го пазите, царскиот закон, и го цитира царскиот закон. Любете го ближниот како себе си. Добро правите. Им вели апостол Павле. Апостол Јаков. Ако го пазите, царскиот закон. И откако го пишува тоа, продолжува за делата. И вели, вие кои велите дека имате вера, а не ги покажувате вашите дела, немојте да зборите за вашата вера. Но основното е љубовта. Зошто отсуствуваат делата? Зашто нема љубовта. Отсуствува љубовта. Ако нема љубов, тоа значи дека нема вера. Верата, вистинската вера, води кон љубов кој произведуваат дела. Апостол Павле е сигурен дека тие христијани веруваат. Она што можеме Јаков, ако можеме да го парафразираме Јаков некако во 2 глава, би звучало вака: покажи ми твојата љубов и јас ќе ја видам твојата вера. Зошто тој говори за дела, но позадината за сето тоа е стари љубовта. Исто така апостол Павле говори за љубовта кон сите светии. Сите светии. Не е лесно да се љубат сите светии. Кој најлесно се љуби? Најлесно се љубат своите, најблиските дома. Најлесно се љубат децата, во семејството, блиските. Лесно се љубат пријателите, оние со кои што сме имаме повеќе. Лесно се љубат славните луѓе, богатите. Сакаме да бидеме покрај нив, мокните. Спремни сме да ги трпиме, да ни зборат со сатви, ние ќе се смешкаме и ќе ги трпиме. Тешко се љубат бедните, оние што не значат многу во општеството. Овој проблем што го има, тоа е проблемот во црквата кој што пишува Јаков. Ако влезе некој богат, ќе го стави првото место, ќе покажеш да голема љубов. Ако влезе некој беден, ќе му кажеш да седни некаде таму под моите нозе. Сите светии. Не можеме да градиме вистински односи ако не ги љубиме сите светии. Не можеме дома ние да имаме вистински односи, да градиме вистински односи ако не се љубиме сите. Тој принцип важи за Божјото семејство. Верниците до кои што пишува апостол Павле вели ги љубат сите светии. И друго прашање што може да си го поставиме: ги љубиме ли сите светии? Тоа е показател за вистинската вера. И продолжува апостол Павле, и пак ќе кажеме нешто за молитвата. Минатиот пат говоревме за Словото и Духот, кои секогаш одат заедно. Словото без Духот е празно. Духот без Словото не действува. Тие одат заедно. Словото и Духот. Духот се воведува во животот, говореше за Словото, за Духот, и гледам овде една молитва. Се моли Бог да даде дух на мудрост за спознавање. Се моли да действа Божиот дух во животот на христијаните. Сегаш кога ќе си спомне со нив, со благодарност, нели, застапува. Или постојано му благодари на Бог, спомнувајќи во молитвите. Спомнувајќи ги во молитвите. Тој го прави тоа постојано. Тоа е неговиот живот. Молитвата, благодарноста за светиите. И сега пак, за да го разбереме подобро овој стих, да се подсетиме пак на целта. Кај е сместена оваа молитва. Многу важен е во текстот. Тој непосреден литературен контекст во посланието во 1 глава е многу важен. Тој не почнува со молитвата. И тоа е еден од исклучоците. Нема ни поздрав на почетокот. Почнува со теологија и продолжува со молитва. Откако ги изнесува важните теолошки вистини за Бог, тој се моли да ги спознаат читателите тие вистини. Треба библиските вистини да проникнат во нашиот ум. Верата
почнува со знаење. Потребно е знаење, потребно е учење. Но со тоа не завршува нашето познавање на Бог. Треба вистините за Бог умствено да бидат спознаени, разбрани. Меѓутоа, тие вистини од умот треба да се симнат во срцето. Треба да бидат спознаени или видени или просветлени, како што пише овде во текстот, со очите на срцето. И тоа е многу важно. Ние можеме да ја цитираме целата Библија напамет, но ако тие вистини не го допират срцето, тогаш нема промена. Нема вистинска промена. Божјото Слово треба да биде разбрано, видено, спознаено со очите на срцето. И тука гледаме како апостол Павле многу убаво прави врска помеѓу молитвата и знаењето. Го соединува знаењето со молитвата. Нашето знаење рационално треба да го освежуваме или оживуваме со молитвата, Светиот Дух да го прави живо. Светиот Дух да ги оживува тие библиски вистини во нас. Светиот Дух да го оживува Христос. Оно што е запишано во Словото да стане жив во нас. Многу добар пример Господ Исус ни даде. И не случајно овдека апостол Павле говори за Отецот на славата, кој е Бог на нашиот, на Исус Христос. Тој е Бог. Зошто вели така? Ај ќе видиме. Господ Исус Христос ти даде многу убав пример. Тој ги поучуваше учениците. Ги поучуваше многу здраво, сериозно. Меѓутоа, во обичајното место кај што го наоѓаме Господ Исус Христос е осаменото место каде што тој се моли. Во сите клучни ситуации, пред клучните решенија, пред клучните периоди во животот на учениците, тој се тргаше настрана и цела вечер се молеше. Сеќавате што му кажа на апостол Петар, кога Петар рече: и сите да се откажат од тебе, јас нема да се откажам. И тогаш Господ Исус му рече: Симоне, сатаната сака да ве расее како пченица, но јас се молев за тебе да не отпаднеш од верата. Петар 3 пати се откажа и се врати. Што мислите? Дали молитвата на Господ Исус Христос не беше важна во повторното враќање на апостол Петар? И овдека вели: постојано му благодарам на Бог, апостол Петар, спомнувајќи ве в молитвите своји, та Бог на нашиот Господ Исус Христос да ви даде дух на мудрост и да можете да го спознаете. Зошто прави таква градација? Бог на Исус Христос. Нели Господ Исус Христос е Бог? Идејата е дека самиот Исус Христос ни даде пример да се обраќаме на Отецот на славата и да бараме Духот на мудроста, Светиот Дух, да не води во познавањето на Бог. Така правеше Господ Исус Христос во човечко тело. И која е темата на молитвата? Да ни даде дух, или да им даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете. И сега, по предходните стихови, од 13 и 14, веќе апостол Павле кажа дека тие веруваат, дека тие се запечатени во Светиот Дух, дека нивното спасение, богатство, нивното посвојување е осигурано во Светиот Дух. И сега за каков дух се моли да им биде даден? Или тие веќе го имат Светиот Дух и се запечатени? Не станува збор за некој друг дух. Во Исаја, знаете, она месијанско пророштво, што го запиша во 11 глава, спомнува дека Месијата што ќе дојде, ќе има на себе или над него ќе почива дух Господов, дух на мудрост, 7 духа се изброени. Дали се тоа 7 Божи духови? Никој случај. Тука се говори за Светиот Дух со неговите служења. Тие се запечатени, нивната сигурност, нивното спасение осигурано
во 13 и 14 стих. Но апостол Павле се моли едно служење на Светиот Дух во кој што тие ќе растат во познавањето на Бог. Служење во кој што Светиот Дух ќе врши конкретни дејства да се просветлуваат нивните срца за познавање на Бог. Тоа е важно. Молитвата, Светиот Дух да работи во нас е важна. Е пресудна. Без тоа нема живо слово во нас. Без тоа, словото ќе ни изгледа површно, ќе ни изгледа здодевно и нема да ни говори ништо. На крајот на посланието, во 6 глава, 10 стих натаму, апостол Павле говори за духовна војна. И говори за Божјото оружје кој треба христијаните да го носат секој ден, за да војуваат против поднебесните сили на темнината. Која е целта на тие поднебесни сили на темнината? Па да држи настрана од тоа просветлувачко дејство на Светиот Дух. Да држи настрани од Словото, се разбира. И ако нашите собирања почнат да ни стануваат здодевни, ако молитвите не стануваат здодевни, ако дружењето со христијани ни станува здодевно, ако служењето ни станува здодевно, можеби тие сили поднебесни веќе да почнат да не одделуваат и да не држат во темнина, далеко од светлината на Светиот Дух, кој осветлува, кој оживува. Затоа и излезот е во молитвата. Да бараме Таткото на славата да ни даде дух на мудрост и откровение и така верата да оживува во нас. Има многу луѓе кои се паметни, големи интелектуалци, но кога го читат Словото велат, ова ништо не ми говори. Безсмислено е. Нема никаква вредност, нема никакво значење. Нема, зашто Светиот Дух не го оживува тоа во нивниот живот. Словото се чита со молитва. Апостол Павле им кажува доктрини, здраво учење, кој го разгледавме во минатите изучувања, меѓутоа и се моли. Светиот Дух да ги отвори нивните очи, да го познаат Бог. И крајната цел, гледате на неговата молитва, тие да го познаат Господ на славата, да го познаат Бог, Него да го познаат. И тоа е уште една провокација да се поставиме прашање како го читаме Словото. Што бараме кога го читаме Словото? Има еден принцип, клучен принцип во екзегетиката. Кога читаме некој текст, првото прашање на кое треба да се одговориме е што овој текст ни говори за Бог. Што можеме да научиме од овој текст прво за Бог? Тоа е основното. Бидејќи познавањето на Бог е клучот за сето останато познавање. Познавањето на Бог е клучот понатаму и за нашето познавање. Познавањето на Бог е клучот за познавањето на созданието. И секој текст што е напишан во Библијата има првенствена цел да ни го открие Бог, да го познаеме подобро Бог. Проповедта на планината. Многу луѓе ја разгледуваат како етичко учење. И бараат етика. Да, има запишено етичко учење. Но првата цел на таа проповед е да ни открие каква е етиката на Бог, кој е Бог. Ни го открива Божиот стандард. Пишено е, вели, старите велат, цело време повторува Господ Исус. Но вистинскиот стандард е кај Бог. Вие велите, ви кажуваат, не погледнувај со желба или... Но Божиот стандард, светоста на Бог е, самата помисла е грев. Секој текст ни открива, ни дава познавање за Бог. Ние бараме во Библијата знаци, како да толкуваме денешни случки. Во ред и тоа го има. Но основното и клучното е Бог, каква е намерата на Бог, кој е Божиот план. Книгата Откровение е полна со футуризам, да, но основното е да се покаже Божјата праведност.
да се покаже остварувањето на Божиот праведен мир. Бог како праведен Бог ги прави сите тие работи. Се открива карактерот на Бог. Првата реченица во книгата Откровение, првиот стих е Откровение на Исус Христос. Книгата е откривање на Господ Исус Христос. Да го запознаеме. Да го спознаваме Него, Неговата љубов, сила, мудрост, слава и величие. Да ни дава Бог таков дух, такво служење на Неговиот дух во нас. Да не доближува се повеќе во Него, читајќи го Словото, служејќи, што и да правиме, да растеме во познавањето. Зашто тоа е најважното. Познавањето на Бог, се подлабокото познавање на Бог, ќе не води кон вистинските работи. И во последниот дел говори за просветлување на очите на срцето како услов за спознавање на духовните вистини. Но и да ги просвети очите на срцата ваши. Очите на срцата ваши е чудна фраза. Може ли срцата да имаат очи? Но интересна е метафората. Окото е специфичен орган. Ние на окото го перципираме, на окото гледаме како на орган преку кој надворешниот свет влегува во нас. Преку очите ние го восприемаме надворешниот свет, го гледаме. И потоа нашиот ум го анализира тој надворешниот свет. Меѓутоа, на очите се гледа внатрешниот свет во нас. На очите може да се видат многу работи. На очите се гледа дали некој не сака или не мрази. На очите се гледа дали некој се радува на нашето постигане или завидува. На очите се гледа дали некој има болка или пак има мир и радост. Тие работи се гледат. Дали некој е гневен или пак е кроток. Но овде го говори за очите на срцата. И очите на срцата имаат истата карактеристика. Срцето во Библијата не е физичкиот орган. Срцето е внатрешниот живот, чувствата, копнешите, желбите, емоциите, емоционалниот внатрешниот живот на човекот. И апостол Павле говори за просветлување на целата личност на човекот, внатрешниот, душевниот живот. Во првиот дел адресира вистини кон умот на човекот, доктрини, од тие први 14 стих. Но човекот не е само ум. Многу битна компонента за човекот е емоционалниот живот, срцето натре. Ние знаеме на нашето подрачје за физички болести, физички болки, болки на телото. Многу по-тешки се болките внатре. Обично болките внатре ги доведуваат луѓето до лоши решенија, па и до самоубиство, прекратување на животот. Како може повеќе да говори за тоа? Тоа е многу важен дел. Човекот не е само ум. Човекот... Некој велат, јас не сум многу емоционален. Велиме, жените се поемоционални и жените сакат и ние да сме емоционални како нив. Биди малку почувствителен, како жената сака од мажот да биде по-романтичен, по-емоционален. И ние велиме, ама ние не сме емоционални. Не е вистина. Кон што сме емоционални е прашањето. Кога гледаме фудбал, ние мажите, не сме емоционални. Кога губи нашиот тим, не се нервираме. Кога ќе дадеме гол, не скокаме од радост. Емоционални сме. Сите го имаме. Човекот е комплетна личност со срцето, со внатрешниот живот. И апостол Павле се моли тие вистини да се симнат и да го допрат, да допрат целата личност на човекот. Не само умот, целокупната личност. Тоа е целта на молитвата. А тоа се постига со молитва. Да се отвори срцето, душата да му се отвори на Бог за Словото. Вистините на Бог се осмислуваат во умот и
се живеат, се изкусуваат во срцето. И тоа е вистинскиот ред. Ние не можеме човек да го поттикнеме прво на емоција, а потоа да му го адресираме. Некои така, тоа се обичните стратегии денес. Да ги направиме луѓето малку поемоционални, да се порадуваат, а словото го нема никаде. Апостол Павле им дава многу тешко, многу сериозно слово во првите стихови. И потоа се моли, тие вистини кои ќе го восхитат умот, да станат дел од целата човечка личност. Се да реагира. И така човек лесно после ги взима решенијата да му служи. Да се радува, да се посветува на службата на Бог. Сеќавате, пак ќе го спомнам, и следниот пат ќе го спомнам тој случај, кога 20 ученици одеа кон Емаус, случка кој е запишена во Лука, 24 глава. Беа разочарани. Го видоа како нивниот Господ го погребуваат и го затвараат гробот со камен. И тоаш им се придружи Господ Исус, тие не го познаа. И тој им објаснуваше од Стариот Завет за пророштвата, што беше пророкувано од Мојсеј, од пророците, од законот. И кога стигна и кога Господ Исус го раскрши левот, им се отворија, пишу им се отворија очите. И кога им се отворија очите, рекоа, нели гореа нашите срца, додека ни говореше. Им се запалија срцата. И тие ученици си го посветија животот на Господ Исус Христос. Си ги дадоа животите за Него. Срцата со отворени очи, со просветлени очи, горат. Се запалуваат. На основата на учението, што го имаме од Господ Исус Христос. Неколку пати сум ги спомнал нашите браки и сестри во Заводот за рехабилитација во Бања Банско Струмица. Хендикепирани луѓе. Некои немаат екстремитети. Некои се неподвижни цел живот во колички. Веруваат во Господ Исус Христос. Знаете што нивните очи, очите им се отворени. И очите им се толку исполнети со надеж, што кога ги гледаш, тие те го окупираат погледот и не можеш да го видиш нивниот недостаток, нивниот инвалидитет. Тоа е со отворените очи на срцето. Кога тоа ќе се запали со вистините на Божјото Слово, со присуството на Светиот Дух, почнува да гори и ништо не може да го изгаси и таквиот никој не може да го спречи да служи вистински, со радост и да се посвети. И затоа убаво е на крајот, како заклучок, да се запрашаме. Просветлени ли се очите на нашите срца? Ние имаме теологија во нашите глави. Секој недела слушаме оттака. Но што е со нашите срца? Има ли оган за Бог или се ладни? Или пак, уште полоше, се млаки, како верниците, како срцата на верниците во Лаодикеја? Дали во таа духовна војна надвладел непријателот и ние сме се изладили и нашите срца се скамениле? Ако е така, ова е рецептот. Молитвата. Молитвата. Бог да ни даде дух на мудрост и спознавање. Да се молиме да во нашите срца да го искусиме присуството на Неговата слава. Овдека тој е наречен Отец на славата. Не само славен Отец, тој е татко на славата. Оно од кој произлегува славата. Изворот на славата. Тој е раѓа славата. Неговото присуство во нас носи слава. Ги прославува нашите животи. Таа слава не го остава човек равнодушен. Кога таа слава ќе го запали срцето, не уживува и не води кон огнена посветеност. Бог да ни помага во тоа. Да се учиме од Словото и да се молиме. Светиот Дух постојано да ги држи отворени очите на нашите срца, да ги распалува нашите животи, на личностите целосни, да се посветуваме и да победуваме во секоја битка
што ја имаме на духовното поле.